Цените на гасот во Европа се зголемија на највисоко ниво од октомври 2023 година. Тоа уследи по одлуката на Украина да го прекине транзитот на руски газ преку незината територија во Европа на 1 јануари. Москва треба да губи над 5 милиарди долари годишно, додека Украина ќе изгуби околу 800 милиони долари од транзитни такси. Но влијанието врз Европа ќе биде ограничено, вели аналитичарот Томас Одонал. It was all prepared for. It's basically all priced in. Се беше подготвено. Во суштина, се е пресметено во цената. Сега се разбира има победници и губитници до одредено ниво. Некои земји се веќе зависни од други. Словачка, Унгарија, например, Австрија. Ке имаат многу газ, само што ќе треба да платат повеќе како и сите други. Украинскиот председател Володимир Зеленски неодамна рече дека повеќе нема да ја дава на Русија можност да заработи дополнителни милиарди, додека незините сили продолжуваат да водат агресивна војна на територијата на Украина. Словачкиот премиер Роберт Фицо е близок со рускиот председател Владимир Путин. Двајцата се сретнаа во Москва во декември. Фицо се противи на поддршката на Западот за Киев, говорејќи брзо откако Украина го прекина снабдувањето со руски газ. Тој ја обвини Европската Унија дека ги жртвува интересите на помалите членки за, како што ги нарече, бесмислени геополитички цели. Ке има драстично влијание врз сите нас во Европската Унија, но не и врз Руската Федерација. Во реалноста Европската Унија драстично ја намали својата зависност од рускиот газ, делумно благодарение на големото зголемување на увозот на течен природен газ од САД. Увозот на руски газ преку Украина сочинуваше околу 5% од вкупните залихи на Европа во 2024 година. Дел од газот беше испратен во Западна Европа преку Словачка и тоа ја објаснува загриженоста на Фицо, вели Одонал. Словачка заработуваше нешто околу половина милиарда долари од транзитни такси, пренесувајќи го рускиот газ низ нивната земја преку нивниот гасовод на други. Пред незината целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, рускиот државен Газпром беше најголемиот снабдувач на газ во Европа. Путин погрешно го пресметал одговорот на Европа, вели Одонал. Путин се прикажува себе си како голем националист. Па овој голем руски националист, што туку изгуби еден од најголемите бизниси што Русија некогаш ги имала. Другите рути на Москва за снабдување до Европа се ограничени. Гасоводот преку Белорусија беше затворен во 2022 година. Месеци подоцна гасоводот Северен тек под Балтикот до Германија беше саботиран. Русија се уште може да испорачува газ на Унгарија, Турција и Србија преку гасоводот Турски тек.